Добар ден, криптоентузијасти. Денеска имаме исклучиво интересна тема. Значи, нели, можеме да се опустиме малку со оглед на фактот дека се повеќе изгледа како да целиот bear market е позади нас, иако нормално секогаш има потенцијални шанси за следен Black Swan event, тоа не го менува фактот дека се повеќе и повеќе изгледа позитивна целата ситуација за криптосветот. Сега, денеска буквално забораваме на се што се дешава генерално во светот и разговараме за тоа како би изгледал еден огромен bull market. Зборуваме bull market кој што конечно ќе донесе масовна адаптација. Сега, причините поради кои што го правиме ова моментално е затоа што се повеќе и повеќе се појавуваат оние кои што се првите кои што ги не игнорираат, првите кои што се смееја на криптозаедницата и првите кои што моментално се борат против нас да се приклучат на нас. Се разбираме? Значи, знаете сами, ова е лесно да се преведе. Значи, прво ви игнорираат, потоа ви се смеат, за потоа да се буквално борат со вас и на крајот вие победувате. Па истата ситуација е овдека. Значи, дури ова би било својствено на 2013 bull маркетот, значи, некои деца седат таму програмираат подруг. Второ, 2017 година, кога нели првите добри придобивки испајаат од сето ова, ова само криминалци перат пари и нешто таму глупости. Then they fight you, значи тоа е Apple 2020-2021 година, затоа што имаше IMF го нападна практично Ел Салвадор, како смеете вие да ставате биткоин да ви биде валута. Нормално почна да се заоструваат работите околу контрола, бан во Кина и слично. И на крајот во следниот bull market јас мислам дека навистина ќе биде и вие победувате. Сега зошто го кажувам ова? Зошто го кажувам ова? Значи, вие знаете сами, ова веќе го покажавме, ова се неколку од оние компании кои што веќе влегле, не мора да значи во биткоин, туку генерално во блокчейн технологијата. А ова се едни од најголемите компании од кои што повеќето се или банки или asset under management компании, а тоа се огромни корпорации кои што поседуваат се и сешто. Како што разговаравме веќе за BlackRock, и за Vanguard, и за Fidelity, и за останатите, значи поседуваат се и сешто. Нема пита во која што не ставиле рака. Бидеме реални. Сега, зошто е толку битно ова? Значи, се додека не влезат овие играчи на пазарот, на крипто, првенствено на биткоин, а потоа е остатокот од криптосветот, не можеме да очекуваме масовна адаптација. Зошто? Затоа што ова се истите тие кои што го блокираа напредокот на крипто до сега. Сега, последниот период, значи, од каде се тоа доаѓа? Повторно, не велам дека следниот bull market ќе биде тој. Значи, не можеме да знаеме со сигурност затоа што се може да се случи. Може да има, не знам, војна помеѓу Америка и Кина, некоја нова пандемија, кој знае, нели, сайбер напад, се си предвидуваат они. И ова може да не се случи. Но тоа не го менува фактот дека сега за сега, според ситуацијата која што ја гледаме, посебно оваа недела, во која што поголемиот дел од овие играчи влегува во крипто, во оваа недела, така, значи да не забораваме дека BlackRock и Fidelity влегува буквално 2 дена разделечени еден од друг со Bitcoin ETF апликација. UBS нормално, знаете и сами, веќе се замеша уште од почетокот на отворањето на Хонг Конг како, нели, нов крипто хаб, што до вчера беше забрането да се тргува практично официјално крипто, со тоа што UBS моментално е и покровителство на државните обврзници на Кина, кои што се моментално по покровителство направени од UBS, а се блокчейн, односно дигитализирани и NFT верзија на овие државни обврзници на Ethereum блокчейн. Значи, да не продолжувам понатаму, State Street, Morgan Stanley, овие, JP Morgan, нормално се едни од најголемите противници, но тоа не има фактот дека имаат, ако не се лажем, беше Morgan Coin или како беше, JP нешто така кој. Че они исто така работат со Ledger, само што имаат свој приватен Ledger, нормално не сакаат да работат на јавниот. Како и да е. Значи, идејата дека големите играчи, зборуваме, не сега влегло на Салвадор. Ел Салвадор е ништо. Зборуваме овие големи играчи кои што го поседуваат светот. Кога тие ќе влезат во игра, тогаш веќе знаете дека станува сериозно. Затоа и кажав дека моментално сме во овој дел. Дали тоа ќе биде следниот или ќе биде последниот, тоа не го менја фактот дека се движиме натаму. Но тој bull market што ќе дојде и што ќе ги донесе најголемите играчи, по кои што нормално помалите, средните и најмалите трчаат и копираат што прават, значи тој ќе биде тој bull market кој што ќе донесе и најголем профит и кој што ќе донесе и најголема светска адаптација.
Значи, чисто за да разберете како тоа функционира, значи има многу од луѓето во светот кои што буквално седат и следат што ќе купи BlackRock и што ќе продаде и го копираат истото и се многу профитабилни поради ова. Така, сега. Друга интересна работа која што ја приметив во последните неколку месеци, можеби знаете, можеби не, 99 Bitcoins, ова е Bitcoin Obituaries категорија, каде што може да видите колку пати до сега Bitcoin починал. Значи, еве за да видите, до сега гледате и сами, значи ова се еден куп вести, ова многу пати луѓето го имаат слушаат на мојот канал, но за оние кои што се нови, значи еве Jamie Dimon, гледате како да е. Bitcoin will not survive во 2015 година. Значи еве Bitcoin will not survive во 2015 година, моментално корпорации поголеми од него влегуваат во Bitcoin. Значи еве чисто како да кажем, this did not age well. За врканцијата, знаете што зборувам, како идеја. Идејата е дека од 22 април 2023 година немаме ниту една вест за потенцијална смрт на биткоин. Иначе го може видите и сами, станува збор за огромен број, мислам дека ги пишува 474 пати до сега во историјата на биткоин истиот починал. Интересниот дел, доколку го ставиме за последна година. Очигледно откако се спрема влезот на овие големи играчи, а тоа е последно, значи и тоа ова е Crypto is Dead in America, не знам од кој е ова, баш ме интересира кој го напишал ова. Значи практично ако го изземеме ова, уште ова е практично март 2023 година, значи само една вест имаме, каде што наводно нешто лошо се случува со биткоин и ова е не знам од кого. Очигледно е, значи не е некој голем како Forbes или Bloomberg, туку ова е некој локален медиум. Како и да е. Значи официјално од март па наваке не постои ниту една вест за смрт на биткоин. Значи да не заборавиме дека истите овие големи медиуми кои што прават притисок за тоа дали биткоин е добар или лош, се исто така поседувани од екипа. Така, значи имаше баш интересно прашање кое што го одговорија на еден од каналите кои што ги следат, вели вака. Вика, како вика Џорџ Сорос вика влезе во индустријата за бакар. Вика не влезе со купување, туку влезе со продавање. Значи вика купувате вика некоја значителна количина која што ви е питна, правите дамп на пазарот, го продавате сето тоа само за да бутнете цената и кажувате копер, значи нели во оваа ситуација бакар, ќе оди до нула. Сите продаваат, вие купувате и после тоа вие практично го поседувате бизнисот за бакар. Значи да не се лажеме, ова сигурно ќе биде слично на тоа што го очекуваме и од овие играчи, но мислам дека притисокот кој што го правеа до сега во овој bear market беше притисокот кој што е директно предизвикан од нив, а преточен преку SEC, посебно оваа ситуација, за да се исплаши обичното население да не купува. Тоа што моментално го видовме. Се разбираме? Значи јас верувам дека целиот овој притисок моментално кој што го гледаме беше буквално предизвикан од овие со цел да влезат на многу подобра позиција. И влегуваат на 25.000, тоа беше практично цената кога влегува и BlackRock и Fidelity и останатите официјално на пазарот, а кога влегле тоа не можеме да знаеме. Они може би купиле многу и пред тоа, со оглед на фактот дека купуваат over the counter и знаеме дека BlackRock го користи директно Coinbase за да купи и никој нема да знае за тоа што е over the counter. Сега. Интересна работа кој што пак ќе напоменам овдека е, значи не ги слушате што ви кажуваат, гледате што прават. Зошто го кажувам ова? Значи не се само корпорациите упрашање, туку и IMF. Значи вчера IMF откако влегува големиве корпорации во играта, сега наједнаш IMF го вмерува своето мислење и вели вака. Значи ова е директно изјава на IMF. Вели. Значи банирање на крипто изгледа нема да биде ефективно. Да не заборавиме дека пред само една година истиот тој IMF побаруваше од земјите да се стави бан на крипто индустријата. Дури одека ќе го најдам дека стои истото што јас го знам или сме го правиле ова, значи Значи кај порано истиот тој IMF вели дека крипто треба директно да се банира. Значи демек да не се иззема решението дека може да се реши крипто проблемот со банирање. Така, IMF. Истиот тој кој што во 2019-2020 година, кога влегуваше Ел Салвадор, значи да не го заборавиме ова, дојде и му кажа вака на председателот Букеле. Доколку овој твој експеримент не успее, не очекувај никаква помош ниту од IMF, ниту од World Bank. Знаете и сами, IMF е она голема практично корпорација која што доаѓа и ви дава пари кога никој не ви дава. Се разбираме? Значи они се тие кои што ве спасуваат. Нормално со тоа вие си платите во природно богатство и слично. Но како и да е. Букеле вели нема проблем и продолжува понатаму. Истите тие IMF, значи гледате моментално, пред само неколку месеци IMF Ел Салвадор,
fears did not materialize. Еве, истите тие. Значи што велат дека мора да се банира крипто, дека нема да успее и слично. Гледате што вели. Значи директно од IMF вели. Стравовите дека ова со биткоин нема да функционира во IMF не се материализира. Значи ова е од Reuters, значи ова не е некоја третокласен само момент. Добро. Значи гледате. Стравовите дека Ел Салвадор нема да успее со биткоин, нели? Не се материализира. Значи, како тоа се најдеш, а нема никакви извинувања, никаде не отиша да кажат да, Букеле беше оправено. Ова е само некоја приватна изјава негде кај што ги прашале дека добра, да е управо беа луѓе, се разбираме. Сега, на страна сето тоа, значи ова е причината поради која што ја верувам дека има шанса, значи не сакам сега вие да ме земете за збор и веднаш да кажете, ете, тоа е тој bull market, сега готово одиме до Марс, не да ме се шират. Значи, уште еднаш ќе напоменам, секогаш постои шанса дека можеби нема да види овој, може ќе биде следниот, може ќе биде по два пати. Но, кога ваков тип на играчи влегува, тоа значи дека веќе оваа сфера, како таква, станува сериозна. Значи, кога вие имате BlackRock да аплицира директно за биткоин, ETF, спот, тоа не е за африканци, што они не го прават поради може има некој профит, нешто па ајки видиме. Значи BlackRock не влегува во ништо несериозно, а тоа треба да ви го каже и фактот дека од 576 аплицирани ETFs до сега добиле 575. Уште еднаш ова го напоменам како претходното видео, тоа се 99,99% успешност во добивање на ETFs. Значи тоа се traded funds, каде што практично вие поседувате едно, две или три или пет добра и ги тргувате директно на берза, а вие сте тој фонд кој што ги поседува овие средства. Сега да не наногојам, тоа ќе го објасним во претходното видео, како и да е. Сега ќе разговараме што ќе се случи доколку се случи. Значи до сега мораме да објасниме зошто го очекуваме тоа. Кога гледаме дека големи институции во светот го менуваат своето мислење преку ноќ, гледаме дека во една недела влегуваат 10 од 12 најголеми играчи во светот, и тоа повторно да не забораваме, ова не се сите играчи во светот. Кај е Deutsche Bank, кај е T-Mobile, кај се останатите кои што веќе влегува, значи да го трнеме и тоа на страна. Поради овие причини очекуваме дека тоа ќе се случи. Сега, да трнеме на страна опцијата дека нема да се случи и да речеме дека ете, тоа е се остварено. Сакам да ви покажам колку е мал криптопазарот и неговиот маркет кап и колку е голем потенцијалот за раст. Сакам да ви покажам како би изгледало, например, и тоа преку биткоин цената. Нема да говорам за алткоини, кои што може да направат бесни профити, ќе го направиме ова исклучиво за биткоин, да видиме како би изгледало и нормално генералниот маркет кап на крипто светот. Значи ова дека јас прво нормално ќе го искористам CoinMarketCap, каде што ќе земеме снапшотовите за претходните 3 врвови на бул маркетите, со цел да видиме колку бил маркет капот и на биткоин и на крипто, практично целиот крипто сектор, и да видиме колку голем потенцијал има од ова што моментално е вложено, кога ќе влезат овие големи играчи, да видиме каде би можеле да стигнеме. Не заборавајте дека сето ова што успеавме до сега да го направиме до претходниот бул маркет 2021 година е направено со ритейл пари. Ритейл пари значи тоа е практично оние физички и правни лица кои што се за овие големи играчи без значај. Секојдневни луѓе, секојдневни компании, која е најголемата компанија која внесе пари? Тесла, ајде, тоа е голема компанија, но внесе не знам колку, 0,1% од своето портфолио. Кој е? MicroStrategy. Тоа се мали компании, така? Сега, значи, ова до сега успеавме само со ритейл пари да го направиме, без никаков голем капитал кој што доаѓа од овие капитални играчи. Значи, нула, така? Сега, значи, првиот датум кој што ни е битен е ноември, практично 1 до 9 ноември 2013 година, значи, ево. Тоест, ако погледнеме ова на недели, ќе има појасна слика каде уствари бил самиот врв, чисто за да видите дека сето ова е нели соодветно направено. Значи, ево, тоа е првиот врв 2013 година, 25 ноември 2013, значи 24 ноември 2013, вториот врв ни е во 2017 година. Тоа ни е практично таа недела кога имаме врв е 11 декември 2017 година, ево, 10 декември 2017 година, и третиот и после нормално ни е пред само 2 години, тоа е во 2021 година, и врвот ни е точно на 8 ноември 2021 година, 7 ноември 2021 година.
Значи, тоа се трите датуми да ги споредиме прво маркет каповите и како растеле и да видиме како се до тоа ќе се движи и кој е потенцијалот кога ќе влезат вистинските пари. Ова што гледате во витално е смешки. Значи во 2013 година маркет капот на биткоин бил 9 билиона. 9 билиона. Споредбено со денеска 9 билиона во 2013, само да видиме кој би бил, да речем, баш ме интересира, кој би бил денешно време тоа место, 9 билиона Dogecoin. Значи смешно но истината. Значи моментално Dogecoin имал колку што биткоин имал во 2013 година маркет кап. Во 2017 година истиот порасол на 258 билиона, што представува 28,6 пати пораст на маркет капот. Значи маркет кап представува вкупната количина на пари инвестирана во биткоин. Значи тоа се 28,6 пати пораснал маркет капот од 2013 до 2017 година. И од 258 до 1,2 трилиона практично. Значи, ајде да видиме денеска расположени и ќе кажеме дека пораснал 5 пати, иако не се 5, нешто помалку. Сега ќе речеме 5 пати пораснал маркет капот на биткоин за да стигне до максималната вредност која што некојаш успеа да достигне, а тоа е 1,2, дури мислам дека беше 1,3 во еден момент. Значи, ова е максималната вредност која што успеал по маркет кап да ја добие биткоин до сега. Со тоа што еве ќе погледнеме моментално и како изгледа маркет капот на значи на целиот крипто сектор. Значи 24 ноември имаме само да видим 24 ноември 2013 година значи бил 10 билиона вкупно и расте на 848 билиона. Или 84, скоро 85 пати пораснал целокупниот маркет кап на сите коини, значи во крипто секторот до сега. И истиот од 848 овдека расте некој до вкупна вредност беше негде околу 3 трилиона и само да го најдам точно беше 3, нешто. Ево 3. Еве ќе кажеме 3. Значи од прилика 3,5 до 4 пати пораснал вкупниот маркет кап на целиот крипто сектор. Со тоа што да не заборавиме, значи вкупната количина на пари која што некогаш успешно била ставена во целиот крипто сектор е 3 трилиона, од кои 1,2 трилиони во биткоин. Значи ова се бројките со кои што треба да работиме. Така. Со тоа што гледаме дека, нели, како се движиме нагоре, така се намалува колку пати се зголемил од еден до друг bull market, што е нормално, со оглед на фактот посебно дека нема нови пари, дека тоа се истите тие пари од ритейл, така. Исто така да не заборавиме дека ова до сега што успеавме да го уствариме е со само 4,2% од вкупната популација во светот. Значи ритейл секторот и тоа само 4,2% од вкупната популација во светот успеал да ги доведе биткоин до 70.000 или маркет кап од 1,2 и останатите заедно 3,05 трилиони, така. Значи колку е ова малку, се разбираме? Значи не можеме да разговараме за адаптација кога имаме 4% од луѓето кои што се влезени во крипто секторот. Значи ова е ништо, така. А гледате и сами дека целиот CBDC систем во светот се базира на Ledger технологија, истата технологија од која што се направени криптовалутите, така. Сега, пред да продолжиме да видиме колку моментално пари постојат во светот и во што се внесени овие пари и како тоа би изгледало доколку ги внесеме во биткоин, и тоа многу мал процент, само 1 или 5% ќе разговараме, би сакал да ви покажам од технички аспект како би изгледало доколку само се движиме по технички аспект од оно што го очекуваме само од Фибоначи секвенцата, ништо повеќе. Значи вака. Првиот bull market од 2011-2012 година, каде што практично од последната Фибоначи секвенца, значи знаете како се определува, ако не погледнете лекцијата така речено во нашето видео за Фибоначи секвенца и ќе научите, значи го поставуваме Fib retracementот од претходниот врв до дното кое што го постигнало, за да видиме каде е потенцијалната мета за движење нагоре. Со тоа што гледаме дека успеала да ги пробие 4 нормални мети на Фибоначи секвенцата и да се искачи многу погоре во 2013 година. Значи многу погоре од она што се очекувало како мета, така. Во втората ситуација исто така, значи доколку поставиме од 2013 до дното од 2015 година Фибоначи секвенца, гледаме дека исто така успеало, значи ако гледаме колку би требало да биде според корекцијата, значи од почетокот кога бил 12 паднал до практично $2, замислете биткоин $2, замислете.
и требало максималната вредност да биде 44. А наместо 44 истиот достигнува 1165 и нешто повеќе само не може да видам сега. 2013 година. Истиот од 1180 паѓа до вредност 153 и требало да има вредност, според Фибоначи секвенцата и неговата последна мета, 4431. Тоа е 4x од претходното. Така. Со тоа што истиот завршува на мета од 20.000. Така. Значи, тоа е 5 пати повеќе од Фибоначи, што предскажал дека треба да биде мета на ваквиот bull маркет. Следната корекција. Значи, од 20.000 паѓа, знаеме, на 3, тоа веќе го следев се тоа, значи овдека веќе бев дел. Со тоа што Фибоначи корекцијата ни покажува точно каде треба да заврши и погодете што завршува точно на 60 и ево, значи 61.000 со тоа што е дополнително растењето негде околу 69 до 70 се качува на четвртата и третата мета од Фибоначи секвенцата доколку го поставиме од врвот до дното на претходниот bull маркет. Така. Со тоа што ако ги погледнеме моментално во оваа ситуација од претходниот врв кој што го постигна на 70.000 скоро и падот до 15.600, 15.570, значи имаме две мети кои што јас лично ги гледам. Првата е практично самата прва мета од Фибоначи, ајде да речеме дека гледате како се движиме нагоре, така се повеќе и повеќе се намалува потенцијалната добивка на биткоин, што нормално го става се пониско и пониско на метите на Фибоначи секвенцата и гледаме дека нели во претходниот bull маркет точно ги постигнува третата и четвртата мета, кои што се уствари 61.070. Еве да речеме дека во следната ќе ги постигне првата е максимално да ставиме третата мета на Фибоначи секвенцата, а тоа е првата мета ни е 100.000, а третата мета ни е 200.000. Затоа и ги опрем, затоа што се на место цели бројки и замислете ако ние имаме моментална психолошка бариера на 30.000, замислете колку голема бариера ќе има на 100. Ова што моментално гледаме на овој чарт е само технички дел. И тоа ова е најосновна анализа во која што можеме преку Фибоначи сегментот да видиме како и што би била потенцијална цел на следниот bull маркет, како што може да видите во претходните, со оглед на фактот дека нели како се движиме понатаму се повеќе и повеќе Фибоначи секвенцата ни покажува соодветни мети, затоа што немаме толку многу експлозивно движење, затоа што маркет капот е се повеќе и повеќе поголем. Така. Сега, јас направив една многу мала вежба во која што сакам да ви покажам како би изгледало доколку само 5 основни категории на голем капитал би внеле 1 и 5% од својот капитал во биткоин и како тоа би делувало на маркет капот на биткоин. Пред да го направиме тоа, би сакал да ви презентирам ова една интересна статија од практично ова е крајот на некој начин така ќе дојде крајот на bear маркетот со оглед на фактот дека нели почетокот на 2023 година веќе имавме званична последна корекција до 15.6k. Сега, чисто да видите како изгледа и колку пари има во светот и во што се истите внесени. Со тоа што првите две категории се најмалку битни, посебно со оглед на фактот дека Сем Бенкман-Фрид моментално не поседува ништо. Вторите се значи спортски тимови, ова е само во Америка, значи дека исто така опаја, но почнуваме од криптовалути во кои што во оваа ситуација, значи сега моментално има 1 трилион, а секоја од овие коцки ни представува 100 билиона или 100 милиарди, да речеме тоа. Значи, практично 100 милиарди представува една ваква коцка. Нормално, значи 10 вакви моментално ни представува маркет капот на моменталниот. Значи, гледате, ќе ставиме дека е 10 за да биде полесно, значи моментално 10 коцки ни представува маркет капот на целата криптосфера. Сега, ние моментално ќе го споредиме ова со неколку категории на различни, да речем, капитални формации со цел да видиме колку е мал маркет капот на целиот крипто сектор за разлика од сето она што моментално го имаме надвор во светот. Добро, значи Русија против Украина во нивниот GDP се најмалку битни, military spending, значи ние моментално целиот крипто сектор што се партали е нешто поголем од тоа колку моментално на годишно ниво Америка троши за војска. Значи Америка троши 800 билиона или 800 милиарди, а целиот маркет кап е практично 1 трилион. Значи ова е на годишно ниво. Сега, значи ќе навлеземе во битни работи како на пример злато. Злато моментално, знаете дека има 11,5 трилиона вкуп. Така, со тоа што моментално злато представува, значи ако земеме од накид, знаете колку голем обем на накид моментално има од злато, значи само првите 10 коцки е целиот криптосфера.
Значи целата криптосфера моментално е се само првите 10 коцки. Да продолжиме понатаму да видите како прилика, значи се пласира целата крипто, значи не забравяйте ова се сите проекти кои што постојат во криптосферата. Значи најбогатите луѓе во светот, значи тоа се билионери, имаме 2668 билионери во светот или милиардери. Значи ова би било прилика колку моментално представува целиот криптопазар за разлика од тоа колку моментално пари имаат сите билионери заедно. Централните банки, значи и нивните резерви, ова се само првите 4 и овие ќе ги земеме во предвид. Значи гледате. Значи ова делче овдека представува колку е целата криптосфера, а ова се колку моментално поседува најголемите централни банки во светот. S&P 500, значи сите 500 компании и нивните влогови кои што ги имаат во своите акции, хартии од вредност, значи гледајте, ова е колку вкупно поседуваат, значи зборуваме 100 билиона или 100 милиарди една коцка, а ова е делот во кој што моментално се наоѓа целиот крипто сектор. И ако продолжим понатаму, гледате каде се тоа. Така, значи ако продолжиме имате уште многу, така е. Значи сток пазарите, ова е New York Stock Exchange, Nasdaq најголемиот, потоа шангајскиот, европскиот, јапонскиот. Значи ова е прилика големината на крипто пазарот, а гледате колку моментално пари има во најголемите 5, значи добро, ова се други, еве ќе ги земеме овие 5 менувачници во светот, зборуваме берзански менувачници. И сега нормално, овде ќе имате куп категории, нема да налагуваме, поради тоа што има премногу, значи не заборавајте дека дури нема ни да го земеме Global Real Estate, односно ова е глобални недвижности и колку е нивната вредност, со тоа што ова се само резидентни. Нема ни да ги земеме останатите како земјоделски и комерцијални. Значи резидентни, гледате кафе, 200 купно се 326 трилиони, а целиот крипто пазар е 3. Значи, ова е за да сватите колку е мал маркет капот на во оваа ситуација на целиот крипто пазар. Со тоа што пак ќе напоменам, ова делче овдека представува целиот крипто пазар во најдобрата негова, значи во оваа ситуација нели моментално, пред да почнеме следниот bull market, а ако е во најдобрата 3, значи тоа би било негде овој дел пак. Значи толку е голем. Со тоа што овие 5 категории кои што моментално ќе ги ставиме, да видиме како би изгледало кога најголемите капитали би одвоиле само по 1% од своето портфолио или 5% од своето портфолио и како тоа би реагирало на цената на биткоин заедно со претходниот all-time high каде што имаше 1,1 трилиони маркет кап и достигнавме $70,000. Со тоа што ги земаме во предвид топ 10 asset under management компании, значи ова се оние големи корпорации како BlackRock, Vanguard, Citadel и останатите, купна вредност на злато, значи од златото изземеме 1% или 5% да се прелее во биткоин, потоа купна вредност на милиардери или билионери, како сакате, во светот, значи 1% и 5%, најголеми 4 централни банки, со оглед на фактот дека знаете BIS, значи Bank of International Settlements, дозволи на централните банки да поседуваат до 3% од своето портфолио во криптовалути. Ќе ставиме 1 и 5, чисто нели да видиме како би изгледало. Значи од S&P 500, доколку се одделат 1% и 5% да се прелеат во крипто, тоа се 5 основни категории. Значи овдека не ставаме ниту други влади, не ставаме ниту други корпорации, ниту real estate, ниту ништо друго. Само овие 5 категории ќе ги ставиме чисто за пример да видите колку е мал маркет капот на биткоин. Со тоа што нормално мораме да го покажеме и ова, значи ова се најголемите asset under management компании, каде што нормално BlackRock е прв со 9, не се 9, туку се 20, со оглед на фактот дека се ова 9 само што се пријавени. А колку имаат моќ во однос на нивниот глас во оние компании кои што се на втор, трет, четврт ред од нивна собственост, значи ајде да речеме дека се 9, ќе пустиме денеска. Vanguard 7,6, Fidelity 4,2, State Street 3,6. Значи ќе ги земеме само првите 10, нема ни да навлегуваме во останатите надоле, а листата е доста голема, ќе ги земеме само првите 10 и во оваа ситуација ќе направиме една интересна вежба. Значи вака. Доколку од првите топ 10 asset under management одвојат 1%, каде што вкупно моментално овие први 10 поседуваат околу 4, значи маркет капот во оваа ситуација би бил огромен на овие 10 заедно, но ако изземеме, тоа е негде околу 40 би требало да биде, да, но ако изземеме, значи 1% тоа ќе биде 0,4 трилиони или 5% тоа ќе биде 2 трилиони. Значи тоа е вкупно практично да изземеме од овие 10 компании и да го трнеме настрани и да кажеме дека ќе внесат 1% или 5% од своето портфолио во биткоин со тоа што би го зголемили неговиот маркет кап.
Од злато доколку изземеме 1% би бил 0,1 трилион. А доколку изземеме 5 би биле 0,5 трилион или 500 билиони, 500 милиарди. Од милиардерите или билионерите, ако изземеме по 1%, тоа е 0,12, 5% е 0,63, најголеми 4 централни банки, 28 трилиони вкупно, 1% е 0,28, 5% е 1,4 трилиони. Вкупна вредност на S&P 500 е 36 трилиони, ако изземеме 1% е 0,36, 5% е 1,8 трилиони. Со тоа што јас овдека направив една основна математика да видиме колку би изгледал маркет капот доколку ги додадеме овие вредности од 1% од овие 5 категории и 5% од истите овие категории. Со тоа што 1% во оваа ситуација, значи од сите овие 5, би представувал 1,26 трилиони, кои што треба да го собереме нормално со претходниот all-time high на market cap, затоа што тоа ние го постигнавме како ритейл, без никаква помош од овие капитални организации, што значи дека вкупната количина на биткоин, доколку 1% само да од своето портфолио овие 5 категории, со исклучок на многу други категории кои што не сме ги земале во препит, значи само биткоин би имал маркет кап од 2,36 трилиона. Сега овде имаме еден калкулатор во кој што можеме да видиме како би изгледал биткоин доколку ги смениме практично неговите периметри. Значи имаме цена, имаме колку има circulating supply, тоа е 20 милиони фиксен, тоа не го менуваме, и имаме market cap. Со тоа што моментално, како што можеме да видиме, двете мети кои што ни ги покажува Фибоначи се негде околу 100.000 и 200.000, така. Значи еве да речеме првата и третата, и втората е негде околу 153, значи крупни бројки, лесно за да се направи некоја статистика. Додека статистиката која што ја направивме ни покажа дека вкупниот маркет кап на биткоин во оваа ситуација би бил 2,36 трилиони, што во оваа ситуација, значи нешто повеќе, значи тоа е првата мета, значи би било негде околу оприлика 130.000, значи рековме дека би било 2,36, значи нешто помалку, да видиме баш ми 110 ако не сажам ќе биде. Да. Значи 2,36 трилиона, доколку бидеме оприлика слично на тоа, цената на биткоин би постигнала 110.000. Тоа е пак ќе напоменам, значи не забравяйте, ова е само значи вежба да ви покажам дека само 1% од вкупната количина на само овие категории може целосно да промени како изгледа крипто светот. Значи 110.000 на биткоин нормално нас не е нормално очекувана мета, но ова е само со 1%. Доколку го смениме на 5%, што е пак сосема нормална алокација, со посебно со оглед на фактот дека не ги земаме во превид многу други, да речам, капитални формации, како што кажеме, како што е тоа недвижности, како што се тоа државни буџети, како што се тоа, нели, поголеми компании кои што не спаѓаат во овие топ 10, нели, under management. Значи, моментално, вкупната количина на маркет кап на биткоин би била 5%, значи од овие исти компании, 6,4 трилиона и нормално претходните 1,1 трилион, значи вкупната количина би била 7,5 трилиони само со 5% од овие, како што напоменавме, ништо друго, само овие 5 категории, 7,5 трилиони, што цената би ја довело до неверојатни 330 и тоа е малку, 7,5, значи ќе биде негде околу 360, предпоставувам, да. Значи 360.000 би било 7,5 трилиони маркет кап само на биткоин. Сега може да замислите колку ова би се пренало на останатите алткоини кога конечно би се постигнал врв од 360.000 на биткоин. Гледано од Фибоначи, значи тоа би било надвор од оваа мета која што моментално имаме со Фибоначи корекцијата, но дополнително да не забораваме дека во 2 од 3 бул маркети, значи метата била надмината и тоа многу пред конечно да се вратиме назад во практично самата мета од Фибоначи секвенцата, затоа што ова е максимум колку што можеме да постигнеме како ритейл сектор, без помош од капитални формации, без помош од држави. Така, значи ова би можело да се надмине лесно доколку ги добиеме овие проценти кои што моментално ги разговаравме. А дали тоа ќе се случи и кога останува да видиме. Но ова е само за да ви покажам колку е мал криптопазарот, колку мала алокација на овие големи играчи кои што до сега не влегле и да влегле тоа е можеби некоја мала сума која што не ја знаеме, но кога званично би влегли и навистина би инвестирале во овој крипто сектор како целина, значи само биткоин како што кажавме од досегашни да речеме 5% би имал цена од $360.000. Што напоредно кога тоа би се вратило потоа на Етериум и на останатите алткоини, што е нормално за секој бул маркет, замислете колка била цената на останатите алткоини кои што моментално ги имаме. Значи ова е само да ви покажам како изгледа или како би изгледал еден потенцијален
многу добар bull market во кој што би влегле големи играчи и држави и каде што конечно би добиле масовна адаптација. Затоа што не заборавајте дека сето ова е постигнато за само 4,2% од вкупното население во светот. Значи ние не сме ни почнале да правиме масовна адаптација. И не заборавајте што е многу интересна работа. Тоа што овие 4,2% не се американци или европјани. Туку ако погледнеме во однос на тоа кои се оние кои што највеќе се влезли во целата оваа ситуација, погледнете кои се на прво место. Тајланд, Индија, Бразил, Пакистан. Ова сигурно не се мултибилионери кои што влегле. Ова се најчесто луѓе кои што имаат проблем со инфлација, луѓе кои што имаат проблем да имаат своја банкарска сметка. Затоа и најчесто овие држави користат криптовалути со цел да ја надминат онаа пречка од типот немам чевли, не би ме ни пуштиле да влезам во банка, а не да направам своја банкарска сметка. Така да, дури на шесто место конечно доаѓа Франција, која што е дел од гериатрија 7, потоа Русија на седмо место со 5,9 и 5,8% од вкупната популација. Значи гледате колку мал процент на луѓе се влезени од овие држави, а сме стигнале до вредност со 70.000 на биткоин во претходниот bull market. И затоа постојано ви кажувам, значи ние не сме ни почнале да правиме адаптација на крипто во светот. И многу голем потенцијал има кога тоа ќе се случи, само мораме да видиме дали тоа би бил овој bull market или некој следен. Ова беше само вежба, за да видите како би изгледал еден таков bull market и мислам дека би ви дало многу подобар видик на тоа што го очекуваме. Значи поентата на овој канал и на оваа материја која што постојано обработуваме е да гледаме потенцијално на оно што може да ни донесе позитивна воиднина оваквата материја. Значи овој труд треба да биде нели нормално некако платен. Ова е плаќање. Значи ова е начинот на кој што и сами ќе си наплатите од тоа што сте седнале, сте учеле, сте се спремале, сте трнале страна пари, сте инвестирале. Затоа што сме на самиот почеток на адаптација на оваа технологија која што ќе го смени целиот свет. А ако не ме верувате мене, прашајте ги дечките кои што само што влегува на пазарот и зошто го прават тоа моментално. Тоа е се што имаме за денес. Се надевам дека оваа тема ви се допадна. Ја мислам дека е доста интересна материја, иако пак ќе напоменам, не ме земајте директно за збор, значи мораме да видиме како ставите ќе се одвиваат. Black Swan евент може да се случи во било кое време. Прост пример за тоа беше вчерашниот државен удар во Русија. Значи доволно една грешка некој да лансира нуклеарна боева глава и да имаме black market до наредните 10 години. Затоа значи ова е кога би имале нормална ситуација во светот, без нови пандемии, без нови, не знам, сайбер напади. Значи ова би било како би изгледал нормален bull market, доколку конечно ги добиеме оние големи пари кои што ги очекуваме. Се гледаме во следното видео, се надевам дека ви се допадна како и секогаш и нормално продолжите да го следите нашиот канал.